Без резултати се преговорите со владата за усогласување на платите на вработените во градинките и во образованието со зголемената минимална плата во државата и со колективните договори, соопшти самостојниот синдикат за образование, наука и култура. Оттаму најавуваат дека преговорите ќе ги заменат со друга радикална форма на синдикално делување. Веројатно ќе бидат една од двете порадикални синдикални средства, тоа ќе биде или масовен јавен протест или ќе биде генерален штрајк. Значи се работи, претпоставувам, за овие два методи на действување на синдикатите. На што вработените во образованието ќе се одлучат, ќе се знае во сабота, за кога е закажан состанок на Советот на СОНК. Сакам да ви информирам дека во сабота на високиот орган на одлучување на нашиот синдикат, тоа е Советот на СОНК, ќе расправа по ова прашање и ќе донесе одредени заклучоци кои што ќе треба да се спроведат во синдикалните организации, во членството, за да добиеме јасна порака од членството што очекува од нас. Минатиот месец СОНК на владата им даде рок до 15 март да ги усогласат платите на вработените во училиштата и градинките со минималната плата и коефициентот на сложеност на труд. Министерот за образование и наука Јетон Шакири завчера пак истакна дека со синдикалистите досега одржале најмалку 3 средби и дека за овие барања се разговара. Во делот на зголемување на платите, една од препораките е дека треба да се нивелира минималната плата со другите плати. Значи нема да има луѓе кои ќе бидат под минималната плата. Но во процес на комуникација сме и јас повеќе пати имам кажано само за штрајкот да не се гледа како решение на овој проблем. Ги знаеме економските состојби и затоа треба да се бара решение. Истакна министерот за образование и наука Јетон Шекери. СОНК брои околу 30.000 членови, од кои близу 8.000 се од општините од Истокот.